јаглероден моноксид од воздилата, а и сулфур диоксид од фабриката. Ете таква ни е сликата. Мора да е од политиката. Ѓубре, ѓубре, ѓубренце пред контейнери, гума, најлон, пластики, диви депони, има ѓубре, има ѓубриња, што го фрлаат кај што не треба и око не им трепнува. И прости, малечка плането наша, и ти, ние сме во иста каша, и дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. И прости, малечка плането наша, и ти, ние сме во иста каша, и дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. И тебе да те спасиме. Агенда 21. Добро вечер, народе. Ова е Агенда 21, епизода 6. А ова се Бобо и Буби, кои ги добивме како резултат на рециклирање на кучето Ото, кој беше гостин во нашите први 5 епизоди. Значи, еден голем, сериозен пес, добивме две несериозни кученца. Ајде, Бобо, Буби! А како што гледате, и Чичко Игор еколошки конечно се освести, па ја избричи својата попска брада и сега сум еколошки совршен. Што се може да собере на човечка брада во себе, подоцна ќе разговараме. Инаку оваа епизода се вика електронски отпад. Некој сте помислили на тоа каде одат сите оние силни кабли, штекери, делови од телевизори, стари компјутери, стари лаптопи? Сте помислили некојаш? Годишно на планетата Земја се изфрла 57,4 милиони тони електронски отпад. А, дечки, што викате вие на овој факт, на оваа бројка, од која се дига коса на глава? Поголем од кинескиот зид. Браво, Војна Весна. Ви Поголем благодарам. од кинескиот зид, кој меѓу другото се гледа од Вселената. А, така. А ѓубрево не се гледа. Да се познат, кај ќе ми кажат. А стално си забележал дека те гледам, вака те гледам. Да не знам. Да не ми текне. Дечки, добри сте? Да, супер. Ми не остасувавте, да кажам право. И ти на нас. Исто. Ова е една мрачна тема, ина. Значи колку стари телевизори, фрижидери, компјутери, PC-а од времето на мирцање. Мирсање. Така се додворувавме преку компјутери, па со шифри С6489. Нема време јас за тоа. Знам, Јас бев знам. директен. Имаше бурен живот, точно. Мислам, имаш се уште, добро. И ги чувате како музејски експонати, па нели мантрата наша. Леле, немојте да фрлите, ова ќе ви притреба. Ништо не се фрла, Како фараони да не погребуват. Само ѓубре се фрла. Да. Неми, тоа не е ѓубре. Тоа не е ѓубре, да не ни се најде за оној свет таму, Боже. Исто и кај мене дома е забрането да се фрли. Стар телевизор, никако. Шпоред, никако. Ке ни се најде. Ама и на терасата. Греота е. Телевизорче на терасата, да, споредче. така личи како. Што да ти кажам, а кај мене баба ми чува, што се не. Значи, прва чува тостер од 1978, транзистор од 1964, грамофон од 1988, видеоресивер од 1978 Добро. и A-Nish телевизор Panasonic, и тоа во боја, од 1974. Жива е баба ти? Жива. Затоа е жива. Ако си изподила желбата, ништо не Ќе прави. забораве. И Па вакви вие не се телефони. фрлете, а некој ден. Има и вакви телефони кои што се вртат бројките. Како сте ги вртеле, памет да ти се сврти. Реума е вежбаш, Не нема знам. реума. Пробав Не, да ви баш. кажа, Чичко Игор, друга финта. Остај што вртевме. Туку, кога ќе ни ги заклучеа телефоните, Фоните, да. се ставаше овде клуч на телефон. Можете да се заклучат? Да, и додека спијат мама и тато, Не сме да се. ја дигаш слушалката и правиш. Бројот е 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2.
3, 4. Што ме гледаш? И се јавува од другата страна. Да. На заклучен телефон. Вакви телефони, кај татко ми има 5 во гараж. Ма е, Зошто ги чува, никој не знае. припомади ми кај мене. А нашиот е за еколинија која што спомнавме. Да, И ќе и ни ја биде промовираме пријател. денеска Да, специјално. и ќе ни биде пријател овој зелен телефон. Ве молам да не го земате по дома, наш. Баш, добро, Овој тука си ќе е го наш. оставим. Се надевам дека барем еднаш ќе зазвони. Сигурно. А не сум тука, не. Не, морам да кажам дека исто и кај мене дом. Кај мене па најмногу од се кабли чува. Кабли? Кабли. Сигурно Може да се најде кабелчето. Ако не се произведува тоа видеорекордер од 10 години, ама кабелчето може да притре. Имаме исто и усисивачи, пегли. Мислиш некогаш ќе проработат ако ги чуваме така на страна. Да. Имаме миксери. Значи вака ги видиш 9 комада собрани, како никога сладкарница да сме имале порано. Да, стари Сигурно миксерите се моите. огромни, Огромни, гломазни. да. Место зафаќа тоа. Сигурно некоја прашина. сладкарница сме имале. Ама и од телефонине имаме големи вакви, кофенови на толкави големи и најмалине самсунчиња. Секако мора да се чува. Мора, па да. не заклучен да фрли. Не може. Абе, кога ќе станеме ние на тие години, кој знае што ќе чуваме? Ако доживееме до тогаш да се зачуваме и Во зачуваме. секој случај голем проблем. Да. И не само тоа, станува збори за делови. Не знае колку делови од телевизори, од машини за перење, од фрижидери има по нашите гаражи и подруми, не знаеме како боже ќе притреба ова јабучица за Веќе стокет. ставиме негде. Ама Може ти да однајдем. имаш приказна за концепт паметен Да. дом. Не знам они дали знаат, тоа се вика паметен дом. Концепт, тоа американците веројатно го смислиле. Тоа знаете што е паметен дом, дечко? Тргнуваш на работа и сакаш да ја заклучиш куќата и правиш. И она се заклучува. Знам. Нели, вака, кај нас треба шлакање. Го местиш кафето да ти биде готово 5 часа Да. попладне кога ќе се вратиш и оно врие уште во 15 за 5 и тоа е паметен дом. Сега кај е проблемот? Што технологијата толку брзо оди напред и тие некои работи што биле врв на технолошките откритија за неколку месеци или години застаруваат. И мора да ги фрлиш тие старите, да ги складираш некаде за да купиш нова опрема. Најбрзо растечкиот отпад на планетава е електронскиот отпад. Како да технолошките пронајдоци понатаму Да. остануваат милиарди Така е. каблови и тоа. И тие сите кабли, телевизори, фрижидери, тие сите спаѓаат во опасен отпад, е сега што треба да се внимава, затоа и сме тука, тоа не се фрла во комуналниот отпад. Никако. Затоа што може би личи на наивен предмет, знаеш, не знам, телефон, ти го джитнеш. Ама тие сите содржат токсини, олово, бром, жива, значи канцерогени супстанции кои се разложуваат и влегуваат во синџирот на исхрана. Значи, како вие реално го фрлите тоа на почва, а на почвата после некој си гледа домати, патлиџани, зелени, шпингаш, ете така. Да ти правиш Тоа е, најгоро тоа? ете така, тоа се канцерогени супстанции и ние тие после ги конзумираме. Затоа е многу важно. А инаку многу недолично се однесуваме со тој електронски отпад, затоа што не знаеме. Ама и не разбираме многу. Да. Мислам сега некоја тетка од Македонски Брод што не разбира, не знае да го вклучи. Она има таков уплав према технолошките што не смее да го фрли. Она не дека не сака, она не смее да го фрли да не искараат внуците. Да ти кажам право, мајка ми, Сашка е многу еколошки освестена, ми вика пред да почнеме снимање, вика, зашто ќе снимате, викам за електронски отпад, за батерии, за јас во живот не сум фрлила батерија во контејнер. Кај е? Си знае. Па си ги собира и после тоа ги фрла во посебен. Па браво, кој што ќе Сашка ги- Петрушевска. Да. Тоа е. Вика, јас сум, ја од кога сум еколошко освестена, тоа ќе биде добро. А добро, ако имам јас проблем лично со многу батерии, овде се јавувам. Се јавуваш на овој телефон. Дали го знаете телефонот Да, на јас памет? го знам. Кој? Значи 070 Како секретарка, молим. 236 000. Вака сега. Значи Те ти молам- нема шанси да не се омажиш брзо. Слушај, кажи му на Супер директоре, перформанси ги директор имам. имате батерија, те молам улога секретарка. Да. Ало, Да, добар ден. зелен телефон. Зашто се јавувате по велете? Абе, девојче, имаме 2 тона батерии, не знам што да им правам. Кај да ги фрлам у Вардар Значи- или на стадион да ги однесам? Никако. Значи на нула отпад си имаме посебни зелени канти. Значи тие се посебни означени места, секаде ги А имате. кај се купува тоа? Кај се наоѓа? Ама не се купува, господине, тоа значи имате посебно определени места. Го имаме исто во супермаркетите, имаме во моловите, имаме
и таму си ги селектирате сите батерии и таму ги фрлате. Благодарам многу. Кој е бројот? Проблем. Значи, А на кој број се јави, се извинувам? Се јавивте на 070 236 000. Ој, леле, срце моје. Ете ме си направи еден скеч. 236 000 070 236 000. За секретарка ќе те бидам ова што го знам и сега што ќе го кажам. Испоред сите статистики, во просек телефоните се ги менјаме телефоните на секои 2 години. Што богати сме. За 2 години. 2 години. Јас ги менувам броевите секој четврток. Телефоните нема броевите секој четврток. Од се вали, у четврток се знае, ода да ги таа. И па запишувај ги броевите одново. Старите телефони се натрупуваат многу брзо, Кико. Така е. Браво, Јована, петка ќе ти става. Па и јас знам, ти го ти кажа сигурно бројот. си ги чуваш телефоните за да не види мајка ти што пора ќе Да, ти ти пишува. трчаш до нула од пат, така? Да, нормално. И еве овој број ти меморирај си го како Жаклина. Жаклина? Не ми ја пипете Жаклина. Кико, сега Само моја си е Жаклина. телефонот се ти ќе го фрлиш во контейнер така. Ама не знаеш каква штета ќе предизвикаш со тоа. Дали сите знаете дека за еден телефон да се распадне се потребни неколку децении? Неколку децении за еден ваков телефон да се распадне. Да. Така и кај мене, да речеме, во фамилија Кирил, пред да оди во Америка, чуваше телефони. Не дај Боже да чуваше кабли во фиоките, телефони. Не дај Боже да му пипнеш нешто, се си знаеш. И тоа баш беше она, неговите фиоки беа полни со... сега во Америка предпоставувам дека мора да слуша, да репетира, да селектира, знаеш. Денеска дори се подготвував за емисијата, барав нешто сосема друго, по телевизорот имам едно така кошкафче. Така. И најдов една пластична од тие големите за чување работи, полна со кафе. Ја не ни знаев дека ми се дома тие кафе. Како не сум знал што да му правам, сум го ставал таму. Сепак сум го селектирал на некој начин, таму ми стои по телевизорот. И го извадив за да се отарасам од него преку зеленото телефонче. Агенда 21. Како ќе се грижи за природата, така таа ќе се грижи за тебе. Водата, воздухот, шумите не се ваше наследство. Таа е наша иднина. Баш сте себични. Баш сте себични. Агенда 21. Викаат со рециклирање на мобилните телефони се намалуваат стакленичките гасови 1368 автомобили годишно. Значи тоа е стапката бројка која што се добива со рециклирање на мобилни. Годишно што испуштаат автомобилите, значи вели еден телефон е еднакво на 1368 автомобили годишно. А вика башка што со рециклирање на се добива нов уред.
А Кико, ти Турам- затоа што си дечко што Легалиста. да, он за казните, ево. Казните. Знаеш, например, колку е казна ако го фрлиш тостерот на баба ти од 78 во контейнер? О, па не знам околу 60 евранца. Банкротира и ти и баба ти банкротирате. Богам. Значи, наместо се јаваш по кандидатки и по женски, заврти на зелен телефон, а можеш со кандидатката заеднички да го однесете Така, тоа. да. И да се договорите, и дојди малку со мене, што ќе правиме? Злато ќе фрлам електронски фрлам отпад. електронски Да. отпад. Прво ќе те селектирам, после Па ќе те ќе рециклирам. Ама кај му каже сега за ова за телефоните? Значи сега ќе оди кај бабите и тие тостерите ќе им ги зачисти. Значи ќе се земеш може и некој динар ќе ти Да, дадат да, и да. плюс ако те казнат, то ти Абе, довте. нема проблем. Ти ако ми помагаш да ги кревам тоа фрижидерите и телевизорите, нема проблем. Одма ќе селектирам. Шубаво се дружите. Бога, Браво, вака треба да се дружите. Тоа е љубов блика на сите страни. Кој ќе раскаже за озонот? Да Јас, преслушаме јас. со Чичко Јас, Јас. јас. Да. Ајде ти сврши како сите петки. Гради ми сечешко, градски озон, имам еден стих. Гради ми сечеш. Ко градски озон. Во новата книга ќе биде тоа. Книгата што сама се Скоро напиша. оној момент после дождот, не пред дождот, после После дождот, дождот. кога е најубав воздухот. Да. И кога единствено тогаш скопскиот воздух. Зашто извини што не убав. ми е дајле кога јас се грижам за твоето творештво и наследство? И треба да се грижиш. Така, јас сум Така е. многу одговорна во однос на твоето творештво. Благодарам, Војна. Нема проблем за тоа. Ајде, значи вие раскажете за Значи да ви озон. раскажам за озонот. Ајде. Сега, озонот е Не се природен занеси штит. се многу, полека. Ќе почнам. Да, ајде. Озонот е природен штит околу земјата, така? И сега тој е како филтер на сончевите зраци, ама не ги пропушта ултравиолетовите. Бидејќи тие се штетни за сите нас. Како ќе ги пропушти? Браво, да, Анастасија, тебе петка ќе ти пишат. А знаете дека секогаш после дождот се појавува? Да. Озон. Значи, од кога ќе изврне убаво, Така е. Тоа сакаше со и колку повеќе виножита има, божилаци околу вас, толку е почист воздух. Така е. А тоа е ретко. И гради болат пушачи, Да. тие што пушат сигурно, не Ретко. познам такви, да ги Кико? болат градите многу. Кажи, Кажи ми ти дали знаеш за озонската дупка? за озонската дупка? Да. Па вака. Предизвикува климатски пореметувања и е штетна за животните и за луѓето. Например. Браво, Кико. Петка, Кико, петка и за тебе. Петка. Агенда 21. Електричниот отпад е кошмар. А добро, ако имам јас проблем лично со многу батерии, овде се јавувам. Абе, девојче, имаме 2 тона батерии, не знам што да им правам. Кај да ги фрлам во Вардар Значи- или на стадион да ги однесам? Нула отпад си имаме посебни зелени канти и таму си ги селектирате сите батерии. Ќе ни биде пријател овој зелен телефон. Постои бројот 070 236 000. Уште еднаш 070 236 000. Добри сте вие еколинија? Да. Многу сме среќни дека сте ни другари. Агенда 21. Здраво, Маки. Браво. Ти си тој условно виновникот за нула отпад. Кажи ми како ја почнавте приказна? Тебе сега пред да почнеме да разговараме, ти кажа дека со законот од 2011 таа приказна со нула отпад започнува. Но зошто баш ти? Од каде баш ти? Мислам, како се случи тоа? Сплет на околности се појави таа работа. Почнавме претходно, работевме на некакви проекти, учествував во некои емисии, овие проекти, разговори, бев гостин на многу пријатели кои што се бават во странство со таква работа, со отпадов, и од тоа слушање се поврзавме некако, па дојде до таа работа. Така. Како се донесе законот во 2011 година, како се донесе законот појави и по- потреба. Да, по предлог на европските случувања Да. или Се појавија, тие имаше европски директиви кои што Македонија ги следи да, и беше наложено едноставно да се тоа формира, иако свеста веќе и кај нас и тоа формирано министерство почна да ги работи. Затоа што претходно се донесе еден општ закон за отпад и откако се донесе тој општ закон со европските директиви се појави потреба за специфични видови на отпад, Така. како што се делот на пакувањето, електронскиот, електричниот Така. и батериите Е акумулатори. сега, колку си ти како човек кој што ги движи тие работи,
место за отпадни батерии, овие реквизити, да речеме, зелени, јас ги знам. Просто сум ги видела, сум се заинтересирала. Но колку си ти оптимиста за македонецот во однос на цела оваа приказна електронски отпад, батерии? Значи, колку си оптимиста дека македонецот ќе следи приказната, правилата на оваа игранка? Јас по природа сум оптимиста, така да и кога почнував, оптимистички влегов. Так. Мада на почетокот размислував на таа тема, си викам каде се фатив со оваа работа да ја правам, зашто ми изгледаше многу тешко. Тука можам да ги пофалам и доста ни помогна и шведската амбасада, која што они знаеме дека Шведска на едно многу високо ниво. Тогаш амбасадорот и неговата сопруга ми помогнаа и уште една невладина организација која што они го почнаа фактички целата работа, едукациите и размислувањето. И па јас ги гледам разликите во бројките. Значи, како 2011 до сега... Еве ќе ви кажам, во 2011 како бројка ние имавме собрано околу 270 кила. А се формиравме во октомври, значи за тие 2 месеца отприлика 270 кила. А сега ги имате податоците, да речеме, сега, за овие 10 години? Сега, ви кажам, за минатата година имавме собрано 21 тон, така нешто. Ба што е добро? Тоа е одлично. Одлично. Значи, добро врви приказната за нула отпад. Па има прогресија на покачување на секоја година, кое што и нас законот не обврзува тоа да го направиме. Така да, и гледаме дека луѓето се повеќе се заинтересирани. Во делот... Извини, Маки, колку реално се луѓето свесни за штетата на електронскиот отпад? Значи, колку вие како нула отпад се обврзувате практично преку интерактивни приказни да им кажете колку практично на граѓаните колку е тоа навистина штетно, да допрете што се вика и до последниот жител на Македонија, да им врви мислата дека тоа е штетно, нели? Ние работиме со нашата лиценца на цела територија на Република Македонија. Значи. Да, обавезно. Тоа го дава Министерството. Така. Треба да исполните одредени услови. Имаме уште еден колективен кој што го работи тоа во моментов, само што они повише работат со акумулатори него со малите батерии. Главната работа е која што е една од главните работи е едукацијата. Така да ги следиме настаните и од почетокот до сега гледаме дека има огромна разлика. Нарочито што се случи, нели, и една смена на генерации. Ние со едукациите почнуваме од деца од 5-6 години, значи од градинките па основните училишта, средните и понатаму. Најголем, ајде да речам, бенефит имаме во делот на екологијата, ни допринесува едукацијата на малите деца. Пошто они после пренесуваат до возрастните, а највише до она најстара генерација која што ги чува највише онака. Така. Кога зборуваме, сега ние сме во оваа приказни, постојано зборуваме за рециклирање, но навистина колку македонецот рециклира? Колку се освестени конкретно за ова, значи за стари компјутери, фрижидери, телевизори, еве ние зборувавме во целата епизода зборувавме дека тоа е некоја наша мантра, не знам, не фрлај фрижидер ќе ти треба или товариме во двор, во секој скоро двор во Македонија може да идеме на шпорет, фрижидер, стар телевизор и кога снимаме на терен, кога одиме и просто тие реквизити се постојано присутни. Она што го кажавте, приказната е точно. И ние, пошто сме и притежно на теренот, нели, покушаваме да дојдеме што поблиску до граѓаните, нели, цела Македонија. И правејќи едукација, гледаме дека заинтересираноста се повеќе расте. Луѓето сакаат, стануваат свесни. Дури се и доста таа свесност иде на многу повисоко ниво, нарочито што на имаат линијата. Ја сега ја промовираме и еколинијата, нели, бројчето, блаво. Колку ви е реално активна, колку се задоволни од
би сакале да биде пореал, повеќе. Сега за сега имаме дневно од 20 до 25 јавувања дневно. И мене ми е драго што почнавме од Скопје, али све повеќе и другите градови се приклучуваат и не комуницираат на таа еколинија. Супер. Би било добро да се запознаат луѓето повеќе, доста се трудиме да ја запознаат затоа што сепак не е уште достапно. Уште овој ќе се поздравиме, Маки. А каде оди сиот тој отпад што вие го собирате? Како е тоа регулирано? Како тече таа приказност и да вистина не ми е јасно? Да. Еве, јас ќе почнам од еколинијата, од самото јавување. Добро. Значи, прво се јавуваат во тој кол центар, се представуваат кои се, што се, кажуваат што од прилика има и на која адреса се наоѓа. Добро. После тоа од тој кол центар се прави список каде што се дава тој список на транспортна компанија која што има лиценца за собирање. Не било кој. И тие се врзани со лиценца. И каде оди после тоа? После тамо оди во рециклаторен центар, они ги носат во рециклаторен центар. Каде е тој рециклаторен центар? Па има во Македонија. Добро. Да. Од Македонија каде го испраќате? Од Македонија одат во зависност од тоа што материјал се дели, пошто кај нас се прави една примерна селекција, Добро. се двои на опасен и неопасен, и во зависност од тоа оди некаде на уништување. Каде? Или претопување. Во фабрики. А во фабрики? Повторно во Македонија? Не. Се тоа оди надвор. Дај да речам се, ајде да не спомнувам држави, не сега да спомнувам држави, ама еве да ви кажам, јас колку што ги знам, одат, еве ќе ви кажам, дел од пластиката порано одеше во Кина, сега се затвори Кина, се отвараат еве во Србија, во Турција, во Германија, каде што може да се носат тие пластики да се преработуваат. А со тој штетниот електронски отпад што правиме, тој што го зборувавме цела епизода? Има фабрики кои што го претопуваат, го уништуваат. Тој обично се пали на над 1200 степени, каде што кога согорева дури и гасовите штетни кои што излегуваат. И тоа е во многу краток период се постигнува таа температура, заради тоа се 2-3 секунди во прашање, за да може целото, дури и гасовите да изгорат. Браво. Ова не Тоа е го знаев, а верувам дека другите. Маки, фала Да, многу. ништо. Се гледаме во втора Секако. сезона. Секако, батериите се најбитни, да ги спомнаме. Фала многу. Да, фала. Агенда 21. Телевизорите содржат старите олово, а овие новите модерниве жива. Знаеш што е жива? тоа Како да ви кажам? Тоа ли беше единствениот течен метал тој и познавам луѓе кои се обиделе да си го одземат животот, зема и жива. Тоа е страшно. Тоа е нешто страшно. А тебе, Охриѓанче, да ти кажам, може би нема како порано толку многу да фрлаат телевизори во Охридското езеро, но сепак има некои... Знаеш ли што значи тоа? Тие токсини, таа жива, тие плачици, грунци, морунци, клерови, крапови, сомови, све што јадат, после ги купуваме на пазар и ги јадеме. Значи таа жива си брка работа. Така е. И 40% од оловото е пронајдено во депониите. Така е, и ги загрозува резервите за пиење вода. Значи, тој ланец за кој никој не зборува. Сите молчаат, се прават на 3,5. И сега, страшно е затоа што оловото уништува нервен систем, бубрези, значи, го напаѓа човечкиот организам. Да не зборувам што се може да направи оловото кај фетусот, кај бремените жени и сите тие, затоа што тие влијат после на растот, оштетување на слух, вид, после во развојот. Не е прилично е сериозна и како што рече Чичко Игор, мрачна темата за електронскиот отпад. А нешто што не сме ни свесни дека се случува. Нели, преоптеретени сме од фабриките што загадуваат и од тоа. А овие 55 скоро милиони тони електронски отпад, на вистина е бројка што неколку пати морав да ја прочитам за да се уверам дали е тоа вистина. И да не заборавиме за метилот. Хемија добив 5 пред месец дена, па сега сум научил нешто. Метилна жива се врзува за рибите. Ама исто така метилната жива има огромни последици. Например, таа оштетува на мозокот. Така е.
а има некои па палат кабли. Нели за екстра денар да го извадат бакарот од нив. А со тоа ти што спомна, тоа бронот што го испуштаат во воздухот е една од најголемите причини за неплодност кај жените. Да, ги расклопуваат. Уредите и после ги фрлаат во река. Ги гори. Страшно. Да, се ги фрлаат. Не, навистина мислам дека ние како млади веќе е крајно време да се освестиме за сите овие проблеми. Па, ајде, освестете се. Сите Да се одиме у пензија во навестија, се освестете се, па да донесете други две дечиња помали од вас, па да видите они што ќе ви зборуваат. Да. И, мислам, јас според мене... Секоја мислам генерација дека- си одговорна за себе. За себе. Да. Ние нашата шанса ја пропуштивме Така и е. војна весна и јас сега ова ни е алиби да се извадиме за се што еве јас ќе ви признам дека допред 2 години ми се случуваше и јас да фрлам аутошокот. Така. Сега, во нервоза, во стрес, во брзање, во ова. Значи не сум бил еколошки освестен. И сега на крај ќе се подизвадиме војна весна и јас, ама нашата генерација тешко дека се подизвади. Оти ова е како геноцид да правиш. Уредите што не ви работат, или ви работат, а не сакате повеќе да ги гледате, да ги слушате, подарете ги. Значи тоа е баш кој си преш, окей, не ми се допаѓа повеќе Да не ги телефонот. фрламе, оти може се уште ја користат. Така Ако е, може се да. уште ја користат, да ги дадеме на некои Ја да речеме пријатели, само роднини. тоа правам, значи многу сум еколошки освестена. Ја само подарувам и не е проблем, еве телефон, користи го. Уште да го ова Боба Буби не су дала телефони, нешто слушалки да слушаат. Уште они да имаат телефони. Да, така е. Но, вели, само ако е во употреба мобилниот да го подариш, ако не е во употреба, се без веза да подариш на телефон. Треба почетно да изборуваме на овие теми, значи за моето омилен еколинија, омилен телефон, да, можеби така ќе допреме до повеќе мина, за да се јавуваат на телефонот. Секој и најмал погрешен чекор многу не чини деца. Секој најмал погрешен чекор. Оно што А ние имаме го- многу така. Оно што ние го спасуваме, не спасува и нас самите. Така е. Да. И сега ако сите знаеме дека Па не електронскиот знаеме. отпад... Не знаеме Еве јас ќе ви кажам. Соопштини. По тоа што истражував, Добро. утврдив дека електронскиот отпад по глава на жител создава 7,3 килограми. Чекај се, цели еден човек просечно 7,5 од тебе, ба. 7,3 килограми електронски отпад создава. И тоа знаете каде најмногу? Каде? Во Азија. Да, Азија се чинува половина од глобалниот електронски отпад, а нормално Ама најмногу во повеќе од Кина. половина тие Повеќе што од половина. произведуваат. Кина годишно произведува 6000 килотони електронски отпад. 6000 килотони. Да. Премногу. Европејците и американците 16 килограми по глава. Глава, Значи, леле, Ако многу е се во тоа. Азија 7,3, во Америка се 16. Значи семејство со 5-6 души, Да. 100 кила отпад. Јеп, да. Ѓубрење. Катастрофа. Реално ништо дечки нема да допре ако не сме чисти во намерата. Значи ако ние се зборуваме, но ако не веруваме во тоа што го зборуваме и ако не дејствуваме, ние во театар велиме не пробиваш рампа. Исто е. Значи ако ова ние се што го зборуваме флоскулно, окей, да ни пројдем редот, мерак, само бла да бла, кажеме. нема да допреме. Значи ние мора самите од себе да почнеме и да дејствуваме за да може да ја пренесеме пораката. Тоа и го правиме. Тоа и Тоа го Агенда правиме, 2030. така е, но реално електричниот отпад е кошмар. Да. И тоа е страшно, исто како со пластичните кеси. Знаеш што сватив кога прв пат го прочитав ова твое сценарио? Дека јас до сега во Македонија немам чуено дебата на оваа тема. Електронски отпад. Да. Може ми има поважни, нели? Каде си Загадениот има? воздух, загадените води, ова, а ова... Ниту, искрено Игор, ниту некој во кампања за градоначалник, за премиер, замисли ние да имаме премиер еколошки освестен, екологист. Не можам Може да колку ќе замислам. не би дугал? Ни јас Не можам да замислам јас. Ја играм PlayStation. Играш, баш играш. купив, земав PlayStation средина на ние коронава. кога сме играле PlayStation. Ти не си бил во петогодишен план. Играм PlayStation, ама тоа не ми е зборот. Ау, не ти е зборот. Тебе ти е нонсо зборот PlayStation. Не станувам, само на тоа сум. Производството и Ама чекай се, кажи поборувачката. дека беше казнет. Бев, да. Затоа што хемија зафркна. Хемија зафркнав, призна, ама си поправив. Си поправив. Добро. И одма мама ти го даде PlayStation. Ох, леле, душ. Карактер мајка.
Супер, еве, играм PlayStation, седам дома, ама има една работа која што е многу значајна за вашиот развој и вашиот емоционален капацитет. Па вие што се занесувате дека со голуби или симпатики ви донесат по дома? Треба ли да излезете? Значи, ако се зголемил или не се зголемила потрошувачката на електронскиот отпад или не знам потрошувачката на конзоли, па ви зависи, мислам, да се зголеми потрошувачката на девојки, мислам, или момчиња, нели, шубаво е тоа. Ама од дома сидење и што викаме ние плескање на газот по дома, нема ништо да се случи посебно. Да, логично. Само мајка ми да не ја види епизодава. Па ќе ја кажеме, ќе ја затвориме негде. Дај ти еден фрижидер и еден телевизор. Нека го однесе, нека се јави прво на зелениот телефон. Така. Тама или репризата утре ќе помине епизодата. И за тогаш ќе треба да ја Не, ама да утре да оди кај свекрвата да зачисти така. Или да ја затвори во фрижидер некој. Старите да ја заклучи, разбираш? Како Волт Дисни што не лаже. Волт Дисни го замрзна некој, ќе се откриела болест, ќе го излече. И пак ќе ни цртал, да, и сите верувавме. Еве го и Добро, Бого. дечки, Неколаш Неколаш кој освестен, пробува да се јави. А он многу сака кабли да... како вртевме? Ајде. 0-7. Чекайте, не е ова ден како вашите не е брзо. Чекайте, стабилно, 2, 3, 6 и са овие трите нули најдосо. 0. Додека се јавиме. Ало? Да. Еколинија, добар ден. Добар ден. Имаме овде Бобо и Буби. Дали ќе може некако да ги складираме заедно со овие каблите и... А батерии се на батерии или не се? Не се. Живи поживи. Добри сте вие, Еколинија? Да. Многу сме срекни дека сте ни другари. Чао, ќе се јавиме за вистински. Ајде. Чао. Супер, дечки. Супер. Зашто се мене не приспите? Срце Бујно моја. Братче моја. Чао. Чао. Ој, Буби. Ој, Буби. Тири.